утре е денот кој што треба да ни ја потврди надежта на нас, македонскиот народ и на сите македонски граѓани, без разлика каде и да се наоѓаме и наоѓаат. Ден кој треба да биде почеток на обновата на Македонија, а крај на оние кои ја донесува Македонија, но ова дереđe се надевам дека нема пак да не испичат, крај на сите оние кои на било кој начин допринесува да ја турнат заедничката ни мајка Македонија во бездна. Затоа ќе изанализираме некои важни аспекти и теми кои се актуелни во овој период, теми од кои ќе произлезат многу прашања. Токму почитувани, токму така, здраво до сите и опростите што моравме да минеме преку сето ова. Еве некои од темите на кои сакаме да се навратиме во наредниве минути на македонски корени. Скандалот во Мешовитата историска комисија, кој го обелодени професорот Ванчо Георгиев, ќе проговориме и за вибер комуникацијата од која се гледа наредби за изживување врз новинари, ќе проговориме и за црната кампања со акцент на вториот круг, ќе говориме и за изјавите на Заев, особено она дека сите кои гласале против Шилегов и оние кои гласале за ВМРО ДПМН биле зло. Ќе говориме и за заплашувањата дека ќе се повторила 2001 година доколку ВМРО ДПМН и коалицијата дојдат на власт. Ќе говориме и за други теми, затоа почитувани за овие теми и други ќе проговориме со нашиот, како што знаете, нашиот вечерашен драг и стрплив и чест гостин господинот Ристо Никовски, политички аналитичар, колумнист и поранешен амбасадор на македонската дипломатија. Врската ни е воспоставена, се гледаме, верувам сега е добро и се слушаме. Најпрво, господине Никовски, опростите за се што минавме во последниот час и еве на почеток на реализирање на интервјуто, повторно добро ви утро и добро ни дојдовте на македонски корени. Да се надеваме дека ќе биде се во ред и ќе завршиме без пречки овој пат. Добро утро за Македонија, добра вечер, добро попладне, good afternoon за Австралија и за сите наши из целиот свет. Македонскиот народ научил на тешкоти, така да сето ова се случува, не е ништо ново ни чудно, али ние сме издржливи и позитивни и наечи кои не се предаваме лесно. Добро ви утро и од мене, господине Никовски. Ви благодариме што сте повторно со нас и уште еднаш ево и од мене. Ви благодариме за страпливоста што ја покажавте. Вие и по табие сте таков стрплив, меѓутоа ова и пред сите нас сега го докажавте. Ми е задоволство да сум со вас и со нашите низ целиот свет, бидејќи истите маки не мачат, истите болки ги чувствуваме, али најважно е што сме ние издржливи и што ќе победиме. Токму така. Како поранешен дипломат, како ќе го прокоментирате обелоденувањето на професорот Ванчо Георгиев, член на Мешовитата историска комисија, дека висок функционер од Министерството за надворешни работи се мешал во работата на комисијата? Исто така сакаме да испрокоментирате и изјавата на министерот Бујар Османи, кој ја даде веднаш после потврдувањето на оваа јавна тајна, но и неколку зборови за застанувањето на комисијата на страна на Министерството за надворешни работи, како и на страната на владата на Заев. Видите, работите се толку чудни на еден начин и толку очигледни од друга страна, што нашето однесување представува нешто неприфатливо, крајно неодговорно, срамно, ако сакате. Бугарската страна постојано повторува, сега беше изјавата на подпредседателката Јотова, дека комисијата треба да донесе политички одлуки. Како може една историска група да носи политички одлуки? Од друга страна, велам, Георгиев покажа јасно дека бил под притисок. Тој што се појави некој помлад човек од комисијата, вели ниту јас, ниту никој друг не бил изложен на притисок. Како знае тој за другите? Мислам,
очигледно дел од таа комисија е спремна да ги трпи притисоците, тоа веројатно лукративно ми се исплати да биде дел од истата и се спремни да ги спроведуваат политиките погубни, понижувачки, предавнички на нашата влада. Видите, според договорот, срамниот договор за непријателство, недобрососедство и несоработка, во член 8 став 2 се вели дека таа комисија ќе дава годишни извештаи. И нормално е такви комисии да работат повеќе години. А бугарската страна, од разбирливи за нив причини, бидејќи сега е моментот или ќе не згазнат, или ако ние ги почнеме преговорите за Унијата и ако влеземе здравиот Боже еден ден, кој ќе биде многу далечна иднина, тие веќе ги губат сите аргументи и сите нивни историски синдроми и ако сакате фантазмагории дека ние не постоиме како народ и јазик и слично, паѓаат во вода. И се чудно е што нашето министерство за одворечни работи ја поддржува таа итаница. Итањето, брзањето е де факто предавство, намера да се предадат македонските фундаментални интереси. Вие спомнавте интерес во изјавата на министрот Османи, еве јас јам тука и ќе ви ја цитирам. Тој вели прво дека нема никакво влијание врз комисијата, а вели и додава, вика министрот Османи, на првиот ден, тие пред неколку дена, колку беше 5-6 дена, не заседаваа два дена, и вели на првиот ден нема ништо договорено и тоа многу повеќе ме вознемирува отколку тоа што дали еден член поради различни причини се повлекува. Министерот како може да знае што работела денеска комисијата, ако таа треба да поднесува годишни извештаи? Значи тој директно бил во врска со нив. А што е тоа? Тоа не е притисок, него тоа е газење на комисијата, газење на угледот од тие историчари, разбирате. И ако некој ако се јавувал тој да праша што направите, му кажат: господине министр, ние поднесуваме годишни извештаи. Ама и тие очигледно немаат интегритет доволен да се спротивстават на таквите мешања, на таквите притисоци. И според тоа, да се тврди дека нема притисок, тоа е како да кажете кога е чист сончев ден, дека има облаци. Значи, се правите недоветен, се правите наивен, се правите, мислам, неразумен во целина. Така да, таа комисија треба подитно да ја прекине својата работа, бидејќи во меѓувреме со бугарските документи, прво на Академијата, потоа на владата и декларацијата на собранието, во кое многу прецизно ги дефинираа своите односи кон Македонија, дека не е македонски народ, дека не е македонски јазик, историја и слично, дека сме ние втора бугарска држава и слично. Значи, во такви услови комисијата нема да работи. И ако се сите тие луѓе што станаа членови на комисијата достоинствени, треба да кажете: извините, во вакви услови ние како историчари, зашто тие не се политичари, ние не можеме да работиме. И тоа е првиот чекор за расчистување на односите со Бугарија, а вториот е, кој треба на се подолго време, треба нова власт, се разбира, која сега се надеваме на повидок, ќе го поништи и договорот со Бугарија. Тој договор со Бугарија е нереципрочен, тој договор со Бугарија е едностран, таму се пишува за некаква заедничка историја, а таму може да биде само бугарска, таму се игнорира македонското малцинство и слично. Така да, во целина, Македонија или треба да настапи одлучно и да се бори за своите интереси, а оваа власт за тоа не е способна, за тоа мора да е нова власт, или ќе капитулираме, ќе признаеме дека неа македонци. Ако тоа се спремни, очигледно се спремни некои од политичарите, тоа е веќе крај на еден вековен народ и една срамна завршница на една македонска славна епопеја. Господине Никовски, како човек со големо искуство во политиката, пред се во политичкиот живот во Македонија, како ќе ја прокоментирате вибер комуникацијата која излезе во јавноста, каде што полицајци договараат контрола на новинарски екипи, пред се она на новинарите на Инфомакс, каде што надредениот им наредува да се изживуваат со нив? Видите, очигледно е власта во паника. И пред првиот круг нив им беше јасно, иако беа многу не така оптимисти, дека помина нивната сага, дека народот ги свати
и разбра сите настани случувања кои се трагични во целина за македонскиот народ и дека тоа веќе не може повеќе да врви. И во таа паника по последниве денови слушаме таква црна кампања, разбирате, што навистина го навредува она нормално човечко чувство на секој човек, сваѓате. Така да тоа покажува дека им пука филмот, дека сваќаат дека се веќе на работот бездната во која дај Боже што побрзо ќе се струполат, бидејќи оваа држава и овој народ заслужуваат многу подобра власт и многу подобра иднина. Велам, тоа се панични чекори кои само дај Боже да потврдат дека овој нов круг кој нели го очекуваме утре со нетрпение ќе го целосно покаже светлото на крајот на тунелот и ќе започнеме со една нова етапа на менување на сите тие катастрофални политики, на тие погубни потези кои не доведоа до таква ситуација да можеме да и треба се ставиме што сме македонци. Какви се вашите очекувања? Ќе смокне ли сила обвинителството да покрене постапка за ова и дали очекувате министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски како најодговорен да си даде оставка, бидејќи во нормални држави за вакво нешто оставката е неизбежна? Видите, да не бидеме наивни. Во моментов во Македонија нема правна држава. Се што се случува, од корупцијата во врвовите на државата, до сите тие криминали кои секојдневно ги следиме и гледаме, нашето обвинителство, нашиот правен систем се посрамоти за веки веков. Ќе биде многу тешко и кога ќе дојде нова власт да се сменат тие работи, разбирате, бидејќи во Македонија, нели во секоја нормална држава има три власти, една е извршната, друга е законодавната и трета е судската власт. Во Македонија веќе долго време, за жал и претходно, имаме само една власт, извршната, која диктира се и која де факто ги извртува сите вредности на едно современо општество. Така да надеж за такви разврски нема, случаеви и потврди има многу, да го спомнеме само случајот со 241 пасош македонски издаден на светските криминалци, кој заврши со осуда и тоа скромна, мизерна, никаква на шалтерските службеници. Таков криминал не може да направат шалтерски службеници. Тоа е криминал од врвот, а тие биле само извршители кои не така ги судија на ситни казни и веројатно ќе ги пуштат после многу кратко време и ги третираат како да се некои заслужени граѓани. Така да правна држава Македонија нема и уште за жал долго ќе нема. И новата власт која ќе дојде да се надеваме тоа ќе биде што поскоро, ќе биде многу тешко да го расчисти тој да речем правен јазол во државата, правна срамота во државата. Јас во правдата македонска воопшто не верувам. Моментално тоа не верува никој во државата и тоа ќе биде, мислам, една од тешките наши проблеми. Сите сме сведоци дека овие од власта, начело со Заев, распродадоа се што е македонско, а ако не ги сопреме сега, тие се со намера да го дораспродадат и она што малку е останато. Заев и тие околу него и покрај дебаклот кој што го доживеа во првиот круг, во вториот круг продолжија со црната кампања. Една од нив беше насочена кон Данела Арсовска, кандидатот за градоначалник на Скопје, поддржана од ВМРО ДПМН и коалицијата, дека наводно имала бугарско државенство и бугарска лична карта од 2011 година, иако од документот кој го покажа од СДСМ јасно се гледа дека таму пишува Даниела, а не Данела. Ваш коментар за ова, господин Никовски, ќе им се врати ли ова како бумеранг со контраефект? Па јас мислам, знаете, што нашиот народ во основата е правдолюбив. И свесен е дека се оште прави и она што претходно го спомнавме, дека тие што гласале за опозицијата биле зло, разбирате, тоа е пола народ, повеќе од пола народ според последните така избори. И сите тие манипулации околу Данела покажуваат таа паника. Видите, Даниела и Данела не е исто,
и тоа не може да се споредува и да се злоупотребува. Велам, се очекувам дека народот тоа ќе го казни на утрешните избори, бидејќи таа непринципиелност, таа паника која ги фати, само ќе ги докаричи и тоа што побрзо се надеваме и ќе започне процесот на постепени промени од кои ќе зависат многу од опозицијата наша и нејзиното однесување, ама се надеваме дека таа ќе биде исто така поодлучна и дека ќе преземе чекори да заврши оваа трагедија и да излеземе од тој ќорсок кој е тој срамен, понижувачки период на кој бевме изложени овие 4-5 години. Господине Никовски, на што го препишувате оваа цунами што му се случи на СДСМ и коалицијата во првиот круг? На неработењето на досегашните градоначалници или односот на целата власт, пред се односот на премиерот Заев, особено односот кон националните интереси и интересите на македонскиот народ, или пак и на едните и на другите, централната и локалната власт? Дали Заев со неговото видување за game change, односно промена на играта, се надева дека ќе излаже некого и за каква промена зборуваше господинот Заев? Видите, во основата сигурно е комбинација и на едното и на другото. Меѓутоа, мислам дека политиките кои ги водеше, погубните и понижувачки политики кои ги водеше централната власт е сепак главниот мотив да нашиот народ свати дека е манипулиран, дека е лажен, дека го вртат така со измислици и слично. Во целина, знаете, главната логика, односно главната поента на сегашната власт е членството во Европската Унија. Тоа е далека можност и моментално е сосема јасно дека проширување на Унијата нема да има 20 на можда и цели 30 години. Според тоа, нивната главна носечка политика, ветување, измама за народот падна веќе во вода за сите што се и малку известени. Иако е така е, тогаш, знаете, веќе мора да се барат нови промени. И народот веќе гледа дека сите тие измами на кои беше излажен, а очигледно дека еден голем дел од градоначалниците, односно тие луѓе кои треба да го средат, да го подобрат животот на секој граѓанин, беше неуспешно, беше де факто катастрофално по многу што, и дека тоа се заедно отвори една нова перспектива, отвори една нова насока во која се надевам дека успешно ќе се движиме и која нема да биде лесна, зашто што да се разбереме, се тоа се случува во земјата, сите политики кои ги водеше оваа власт се поддржани, а по многу што и диригирани од надвор, и сите тие сили, разбирате, кои македонизмот, македонскиот народ не го прифаќаат очигледно, тоа не е само бугарска или грчка политика, за жал е таа многу поширока политика и поопасна, дека тие ќе направат се да Македонија се одбива во таа неповолна насока во која и до сега се споведуваше, односно тоа значи разнебитување на македонскиот народ, бришење на македонската историја, бришење на македонскиот јазик, и тоа толку софистицирано и филигрански се спроведува што мора да признаеме дека застрашува. Меѓутоа, македонскиот народ бил секогаш непокорен, бил секогаш како пиреј кој е неуништлив, и мислам дека и тоа се ќе дојде до израз. Како ќе ја прокоментирате изјавата на Заев дека сите оние кои не гласале за нивните градоначалници пред се са градоначалникот на град Скопје Петр Шилегов, но оние кои гласале за кандидатите на ВМРО ДПМН дека биле зло? Видите, тоа покажува веќе дека не само што се губи ориентацијата, дека се губи онај основен човечки осет за реалноста, за политиката, за културата, за што сакате, за се заедно. Разбирате, вие да пола народ прогласите дека е зло, па чекајте, што може да очекувате вие од другата половина? Едната половина е зло, другата не може да биде добро, разбирате. Према тоа се такви изливи на забеганост, ако сакате, во дадена смисла. И очигледно, велам, таа паника која веќе спомнавме,
тоа чувство да се губи власта, знаете, тие се свесни дека губењето на власта ќе доведе до одговорност, ќе доведе до сериозни промени. Сето тоа што е направено и нелегално, и противуставно, и тие двата договори кои се катастрофални за Македонија, и законот за албанскиот јазик, дека се тоа тешки удари за македонскиот народ за кои некој ќе мора да одговара. И мислам дека тоа ги плаши, се свесни дека ако не останат на власт, ако изгубат власта која веќе започна да ја губат, дека за нив ќе биде нели така голема несреќа и тоа со право. Господине Николски, ваше видување и за заканите на Заев дека ќе ни се повторела 2001 година доколку ВМРО, ДПМН и коалицијата дојдат на власт? Видите, тоа исто така дел од тие, да ги наречеме малце недипломатски глупости, кои сакаат да ги лансираат за да го заплашат народот, нели така, дека нели или ова власт ќе опстане или дека доаѓа крај за државата. Напротив, ова власт кој ќе заврши, ќе се отворат нови перспективи за државата. Така да, велам, се е тоа дел од еден спектар, еден, за среќа, поразувачки спектар за власта, кој, нели така, прави една нова слика, еден нов мозаик во кој се појавуваат искри на надеж и за опстанокот на македонскиот народ, и за промена на овие катастрофални политики, и нели така за една иднина која навистина ќе биде различна од она све што ни се случува последниве 4-5 години. Меѓутоа да бидеме свесни дека тоа ќе биде тежок период со многу предизвици, со многу притисоци и од внатре и од надвор. Меѓутоа, ние сме издржлив народ и кој ќе трнеме во права насока, никој нема да може да не спречи, никој нема да може да го одбраниме она што е универзално право за сите народи и никој не може да ни го спорува нас како македонци. Велам, она што го прави Бугарија во последно време, тоа е нецивилизацијско, тоа е на ниво на 19-тиот или 18-тиот век, и иако имаат поддршка поширока, бидејќи се работени така за пошироки интереси, тоа нема шанса да успее. Господинот Заев најави оставка ако неговиот кандидат за град Скопје, господинот Чилегов, го загуби градоначалничкото место. Очекувате ли дека ќе си остане на зборот или пак ќе биде приморан да си замине поради најавените политички консталации од страна на лидерот на ВМРО ДПМН доктор Христијан Мицкоски? Нема теоретска шанса тој да го изврши, да изврши таа своја закана уствари или на некој повод со други зборови уцена. Знаете, кога ќе се загуби Скопје, а веќе 5 општини изгубија во главниот град, тоа покажува дека Македонија оди во друга насока. Веќе, видите, поразот кој го доживеа партијата на Заев во првиот круг е катастрофален. Не е тој нити случаен, нити мал, нити начелен. Тоа е веќе најава на фундаментални, длабоки промени во македонското општество, на тој политички план, и мислам дека сите тие потези кои се прават, тој мозаик кој се создава за нивната паника, за нивната избезуменост, за нивниот очај, само покажуваат колку се свесни дека сето што го прави во последните години ќе предизвика нели одговорност, ќе предизвика последици, и знаете, во таква ситуација вие немате голем избор, зашто ако знаете дека ако изгубите изборите, ако изгубите власта, ве чекаат сериозни предизвици, сериозни практично казни, разбирате, тоа нели така природно ве тера да одите во насока која не е многу ни логична, не е многу ни нормална, не е многу ни цивилизацијска, и преземате се, де факто, кога е човек во очај, нели така е спремено се. Ке ни кажете ли во неколку црти, зошто толку запнале овие од СДСМ баш да го задржат градот Скопје, и покрај тоа што, како и вие напоменавте, и целата македонска јавност знае дека повеќето општини околу во градот Скопје веќе ги загубија? Видите, Скопје е символот на Македонија. Не забораваме, во Скопје живее повеќе од 1/3 од вкупното население. Тука е концентрирана целата или најголем дел од интелектуалната, културната, каква сакате моќ, мислам. Тука е центарот на образованието, на се разбирате. Така да Скопје,
кога се изгуби Скопје, тоа е веќе главен и основен индикатор дека на следните парламентарни избори шансите на сегашната власт да освои нешто и да победи ќе не само се минимизираат, него се бришат. Така да не е воопшто случајно што се прави се да се добие Скопје и да се надеваме дека поразот на досегашниот градоначалник ќе биде сериозен, голем, висок, со што ќе биде само нов доказ дека одиме во права насока, дека излегуваме од тој ќорсо какво кој сме веќе 4-5 години. Господине Никовски, дали новите предвреме ветувања на Дедо Мразови поклони од страна на премиерот Заев со она познато ке за некакви си инвестиции во вредност од 12 милиарди евра, па скратено работно време на администрацијата, наголемување на пензиите, наголемување на платите и многу други ќе успее да го превесла гласачкото тело и со тоа ќе си ја задржи премиерската фотелја за да го дозаврши сценариото и буквално да им даде се на бугарите и на Бугарија, како што и даде и на Грција. Тоа се приказни за деца во целина, тоа се свесни и тие што ги кажуваат, а уште повеќе е свесен народот кој ги слуша. Така да тоа нема да помогне. Видите, во политиката е не само кај нас и во светот, во предизборието, како велат, најмногу се лаже на риболов, на лов и при избори, разбирате? Така да тоа е нормални лаги, малце стануваат претерани и преголеми. Македонија се задолжи неочекувано и непотребно многу во последно време. Нашиот национален долг порасна е околу 60% од БДП-то или GDP-то, како велат кај вас тамо, и тоа се, велам, огромни долгови кои ние не ги враќаме, ние само ги репрограмираме и тие си растат. И знаете, за 5-10 години, што не е воопшто долго време за една држава, напротив е многу кусо, Македонија ќе се најде во ситуација да нема да може да ги сервисира своите долгови. Така да тие задолжувања кои се направени во последните година-две се де факто рушење на иднината на Македонија и сите овие нови најави, милиарди инвестиции се само обид да се заташка тоа, да се прикријат тие вистински состојби и да се така одржи таа надеж во народот во оваа власт. Тоа нема да успее, народ веќе ги свати сите тие игри, сите тие манипулации и тоа веќе не врви. Така да, велам, тоа е само во тој очај, во таа паника, само давање нови елементи кои покажуваат дека крајно е време да државата тргне во нова насока и да прекине со овие трагични одстапки, трагични порази на кои сме изложени во последно време. До пред 17. октомври од одредени личности имаше обиди за ослабнување на ВМРО ДПМН и тоа преку оспорување на лидерството на Мицковски. Сега со резултатите кои во првиот круг ги има ВМРО ДПМН и освоените 22 градоначалници, лидерот на ВМРО ДПМН, доктор Христијан Мицковски, а и самата партија, се во значителна предност пред СДСМ, а тоа го покаже и последната анкета на Институтот за политички истражувања. Дали ова значи дека Мицковски си ја забетонира неговата лидерска позиција во партијата и дали во вториот круг, кој е утре на 31 октомври, ќе привлечат нови лица кои ќе ги поддржат на патот за уривање на ова ненародна власт преку избор на што поголем број на градоначалници? Мислам дека тоа се случува, бидејќи да не забораваме дека веднаш по промената на власта во 2016 година, опозицијата, сите нејзини лидери беа изложени на еден жесток политички прогон кој се уште трае и самата партија беше изложена на невидени така малтретирања, имотот е суспендиран и така натака, се правеа разни политички игри да се раздрма партијата, да се уништи партијата. Мислам дека тој период кризен, кој не беше лесен за лидерот на опозицијата, завршува сега.
ова е де факто доказ дека тие внатрешни трансформации во ВМРО ДПМН се веќе завршени и дека почнува една нова етапа од нивното политичко делување. Во овие минатите години има доста работи кои може да и се префалат на опозицијата, беа направени грешки од кои некои беа сериозни, меѓутоа се добива впечаток дека во последно време тие и со својот однос према договорот со Бугарија и договорот од Преспа веќе земат кристално јасни позиции кои нема да биде лесно да ги реализираат, али тоа сепак дава надеж дека во овој период кој е пред нас, дека во таа едина која очигледно доаѓа, дека тие ќе преземат одговорноста во своји раце и ќе бидат достојни на македонскиот народ и неговите вековни аспирации. И тоа сето велам, ќе повторам, нема да биде лесно, али треба се надеваме дека таа одлучност во опозицијата ќе порасне и дека ќе бидат достојни на задачата која ја имаат. Бидејќи, велам, фактички ние имаме само две главни македонски партии, од кои едната јавно кажуваше дека не е патриотска, а другата секогаш играше на таа патриотска карта и се покажуваше достојна на тој предизвик со кој се соочуваше. И велам, очекувано е дека после овој втор круг на локалните избори од утрешниот ден, дека таа победа ќе биде уште поизразена, уште поголема и дека тоа ќе го отвори патот за брзи предвремени парламентарни избори на кои опозицијата ќе мора интензивно да работи со сите дозволени политички средства, бидејќи ако се дозволи да ова што сега не се случува и не удира по глава, поготово со односот на Бугарија, која се главен противник и душман на нашата земја, се толерира, знаете, крајот ќе не биде во калот, а никаде на друго место. Така да опозицијата тргна во позитивна насока, сега лидерството се е зацврстено, значи веќе има и легитимитет да превзема енергични чекори во одбрана на оние наши фундаментални вредности и интереси. Господине Никовски, дали резултатите од 17 октомври се доволен показател дека со едноставен чекор, а тоа е излегувањето и гласањето, може да се направи промена на власта, тоа преку најсилното оружје, а тоа е моќта на неприкосновениот глас на секој поединец. И како аналитичар и дипломат, какви се вашите очекувања за утре? Видите, неспорно е дека првиот изборен круг покажа дека Македонија се преориентира, дека е направен сериозен политички пресврт и јас сум убеден дека таа победа, тој триумф, ако сакате, на опозицијата и на сите оние добронамерни луѓе во оваа држава, утре ќе биде уште понагласен и дека во понеделник, вторник, кога ќе ги имаме веќе резултатите, ќе се отвара нова, ќе огрее ново сонце на слободата, како што се вели во нашата химна, и дека Македонија ќе се врати на најправ пат на градење на современа, модерна македонска држава во која сите граѓани ќе бидат еднакви и рамноправни и во која ќе може да се гради еден брз економски развој кој е основа за сите понатамошни чекори, со едно максимално залагање на секој онај што е инволвиран во институциите на државата, што досега, за жал, не беше случај. Господине Никовски, разговорот ќе го продолжиме преку блиц прашања. Имаме 13 прашања, очекуваме 13 одговори за 13 минути. Ајде. Што покажа изборите во првиот круг? Се покажа ли светлосниот сигнал на крајот од темниот тунел? Апсолутно. Тоа ја врати надежта кај македонскиот народ. Се зборува дека после утрешниот ден БС и алтернатива повторно ќе се спојат, а со цел формирање на ново парламентарно мнозинство без ДУИ и СДСМ и нивните останати коалициони партнери. Постои ли можност за такво нешто? Таквата можност постои, само мене ми пречи што опозицијата често
јавно изјавува дека работи на ново мнозинство. Тоа се работи тајно под маса, разбирате, и мислам дека е тоа возможно и да се надеваме дека тоа ќе се случи единствено како голем исчекор пред организирање на нови предвремени избори. Како ќе ја прокоментирате одлуката на ВМРО ДПМНЕ во вториот круг, каде што немаат своји кандидати или кандидати од нивните коалициони партнери, да ги подржат кандидатите на опозицијата кои не се дел од коалицијата, како што е случајот за општина Куманово, општина Тетово, Ново Загоричане и други? Тоа се одлични потези и мислам дека тоа го отвара патот за една поширока коалиција после овие локални избори, која ќе го отвори патот и за брзи предвремени парламентарни избори. Како ќе ја оцените кампањата во последната недела во споредба со кампањата од првиот изборен круг? Тоа ја покажува паниката, тоа го покажува очајот во кој се наоѓа власта и сите тие потези кои ги направија во меѓувреме се срамни, неприфатливи, далеко од едни нормални цивилизацијски вредности, не само политички, него и пошироки. Коалицијата ВМРО ДПМНЕ со Алијанса и Алтернатива во неколку општини вроди плод во првиот круг. Дали очекувате утре тоа да биде поизразито? Очекувам тоа да биде поизразито и таа соработка меѓу албанските две опозицијски партии и ВМРО ДПМНЕ е исклучително позитивна и важна и таа ќе овозможи исто така, ќе отвори перспектива и за ново парламентарно мнозинство и за победа, голема победа на следните парламентарни избори. Какви резултати очекувате за град Скопје? Ќе ја добијат ли скопјани првата мајка на градот и покрај црната кампања која ја водеа овие од власта за кандидатурата на Даниела Арсовска? Речиси сум убеден дека тоа ќе се случи и се надевам дека ќе биде со голема разлика во корист на Даниела Арсовска, бидејќи досегашниот градоначалник апсолутно ништо не направи за Скопје. Што очекувате за општина Карпош? Ќе го има ли својот камбек господин Стефче Јакимовски? Се надевам, искрено се надевам дека тоа ќе се случи, бидејќи се покажа дека е грешка на опозицијската ВМРО ДПМНЕ што не го кандидираше Стефче уште во првиот круг, разбирате, и што на тој начин ќе го добијаваше, ќе победеа уште во првиот круг, меѓутоа не е доцна и мислам дека тоа поддршката која ќе дојде од ВМРО ДПМНЕ ќе му возможи на Стефче повторно да биде градоначалник, а подобро од него за Карпош нема. Какви се вашите очекувања за општина Центар? Ќе успее ли професорката доктор Наташа Котлар да го победи кандидатот на СДСМ? Мислам дека тука ќе биде потешко, бидејќи Центар бил секогаш стронгхолд, една силна про-СДСМовска општина, али мислам дека сите тие последни настани кои се случија и сите тие последни паники кои излегоа од власта покажуваат дека и таму е можен пораз на нивниот кандидат и јас искрено се надевам дека Наташа Котлар ќе победи, а таа сум сигурен ќе биде извонреден градоначалник на Центарот на Скопје. Господин Никовски, ваша прогноза за Кичево, Охрид, Гостивар и Тетово? Се надевам дека и тамо ќе успее пред се во Кичево, ќе биде многу важно да победи кандидатот на опозицијата, бидејќи знаете, прво сите велат дека сегашниот градоначалник ништо не направи, а да подсетиме дека тој власта е добик со повик да се докаже дека Кичево е албански град. Затоа е многу важно секој пат да победи македонскиот кандидат, да се види дека Кичево не е албански град, дека е македонски град во кој живеат равноправно и во дружба, ако сакате, во добри односи македонците и албанците. Во Тетово се надевам дека градоначалничката ќе изгуби, бидејќи во Тетово сите велат дека владее хаос, сите велат дека има едно чудо злоупотреби во градот и дека е крајно време да се стави така некаква да се прекинат тие состојби. Најзагаден град е во Републиката после Скопје или заедно со Скопје. Депони има на секој чекор и слично
и мислам дека новиот градоначалник од БЕСА ќе биде едно добро решение. Во Струга и во Охрид се надевам дека во Струга е прво катастрофална ситуација, се поддржува еден градоначалник кој е символ на злоупотреби, разбирате. Тој користи, купува за една општина која не може да врзе почеток со крај за решавање на проблемите, купува кола која кошта 60-70 евра, разбирате. И тој тврди дека тоа е нормално. Само тоа е доволно тој човек да се трне од политиката. Ако Груевски го судеа за што купил автомобил за државата, кој е потребен, за мене е скап во секој случај, али во секој случај се покажа како потребен. Така, кој кошта 600.000 го судат за тоа, а овај купува за една општина од колку десетина илјади луѓе или 15.000 луѓе, купува кола од 60.000 евра и никому ништо. Тоа покажува дека немаме критериуми. Во Охрид се надеваме дека ќе победи исто така опозицијата, мислам дека тамо тоа е речи завршена работа, така да сите се изгледи дека победата на опозицијата на овие ќе биде изворедна, висока, доволна за доказ дека завршува периодот на оваа погубна власт. А ќе успее ли актуелниот градоначалник на Куманово да остане во градоначалничката фотелја или СДСМ ќе издвои победа таму? И Димитриевски има мојата целосна поддршка. Тој покажа дека е личност, дека знае што сака, дека е патриот, тој никош не зборува за Северна Македонија и мислам дека опозицијата ќе му даде целосна поддршка и се надевам дека тамо ќе триумфира, да речам, логиката ќе победи македонштината, ќе победи она што е позитивно и поповолно за сите, а не теснопартиски интереси на било која партија. Дали очекувате предвремени парламентарни избори доколку ВМРО, ДПМН и коалицијата освојат уште најмалку 20 градоначалнички места? Очекувам и се надевам, повеќе се надевам од колку што очекувам во принцип, меѓутоа тоа ќе зависи од политиките кои ќе испроведува, мислам, опозицијата во периодот после овие избори. Тие треба да преземат се што е политички дозволено, да се сруши оваа власт, бидејќи народот покажа дека е спремен за промени и дека ги очекува, и затоа одговорноста на опозицијата после оваа блеска победа се надевам на овие локални избори ќе биде одлучна да ги реализира очекувањата на народот. Ќе имаме ли демократски и кредибилни избори и кој ќе победи? Кој ќе освои поголем број на градоначалнички места во овај круг? Постојат две ситуации кои се повторуваат. На вториот круг од изборите изгледноста е помала во принцип. И исто така во вториот круг се прават најголемите малверзации. Може да се очекува дека ќе има голем број на злоупотреби, голем број на разни махинации, меѓутоа мислам дека мнозинството е веќе толку одлучно што никој не може да му ја земе победата, да им ја земе победата на опозицијата. Дали случајно имавте можност да ги погледнете двете видеа кои беа прикажани во емисијата Заспи ако можеш во четвртокот навечер? Ако одговорот е да, ваш коментар за тоа? Се работи за гости Вартетово. Не ја гледав таа емисија, не можам да ја коментирам. Имаше тепачка тамо затоа што некој си се враќал гастарбајтер, видов, тоа го видов, да. Тоа го видов. Видите, тоа покажува дека вториот круг ќе биде под исклучителна тензија и дека ќе се направи се што е можно страна на власта да доживее што помал пораз. Поразот е јасен и неизбежен, меѓутоа сега се работи за контрола на тој пораз и за намалување на последиците. И велам, се ќе се направи од нивна страна, како што и слушаме последно време за злото, дека пола народ е зло, кога гледаме дека се води една црна, безпримерна кампања против и Данела Арсовска и во целина. Разбирате, така да мислам дека тоа ќе биде навистина еден голем предизвик утре, али сум уведен дека
контролата нема да се изгуби и дека народот ќе го каже својот глас и ќе доведе до промени. Пред крај на ова наше интервју ќе ве навратиме повторно на почеток на тема со мешовитата историска комисија. Господине Никовски, дали Македонија има некаков интерес за постоење на ваквата комисија? Апсолутно нема. Таа е штетна, таа е една лоша замисла која не е во однос на Бугарија и во однос на Грција, која е наметната од страна, од други светски фактори, и Македонија треба подитно да ја блокира и да ја прекине работата на таа комисија, бидејќи нема услови за работа. Ако бугарската страна бара таа комисија да носи политички одлуки, а во неа од наша страна се историчари кои немаат таков мандат, наши треба да кажат: извините, нема услови за работа на оваа комисија, додека не се променат бугарските политики во однос на Македонија. Како ќе оцените оставката на професорот Ванчо Ѓоргиев од македонскиот дел од комисијата? Оправдана или политички, како што го обвинува владата на Заев? Тоа е еден личен потек кој го потврди неговиот човечки интегритет, личен интегритет, и кој покажа дека тие манипулации на кои изложена комисијата, притисоците кои се неспорни, тие се очевидни, јас ви го цитирав што вели министерот, значи дека тој е пример, тој всушност даде пример кој треба да го следат сите други. Сите други членови на комисијата, доколку имаат свој политички, човечки, културен, историски, ако сакате, интегритет, бидејќи се тоа по професија, треба да дадат оставка. И тоа е најлесен начин таа комисија да се блокира и другите историчари да не прифаќаат да влезат во неа, како што времето Чепреганов не прифати, или сигурно има и други такви, бидејќи таа е понижувачка за Македонија и таа е неприфатлива од било каков аспект за нас. Господине Никовски, како и секогаш, задоволство причини вашето учество во Македонски корени. Верувам и нашите слушатели страпливо не чекаа и со внимание не изслушаа. И утре, кога знаат дека од нив зависи оваа последна шанса да си ја сочуваат татковината, сите заедно сплотени за добро нивно и доброто за татковината, ќе го изберат гласот за победа на Македонија. Вама од срце ви благодариме за страпливоста, имајте си убав остаток од викендов, пријатно дослушање и довидување во некоја наредна емисија на Македонски корени, кога ќе зборуваме за убави работи и напредок на Македонија. Ми беше задоволство, повторно поздрав за сите наши каде и да се. Македонија ќе успее, Македонија ќе победи, македонскиот народ да било можно да биде уништен, ќе било уништен ше пред 100 и 150 години. Ние сме неуништиви како некој пиреј и сите овие промени кои започнуваат за среќа ќе не водат во една посветла еднина и во градење на еден европски и светски лик на македонизмот кој нели така има веќе 1000-годишна и повеќе милениумска историја. Поздрав за сите, чувајте се и не ја заборавајте својата татковина. Треба се помага Македонија, али да се помага на начин кој ќе биде продуктивен и кој ќе доведе да можеме сите заедно да одиме напред. Ви благодариме уште еднаш, пријатно довидување, останете ни во здравје и Господ се убавини како што велиме да ви дава. Се слушаме наскоро. Македонија вечна, се најубаво. До слушање.